Активистите против изградба на рудници од Струмичко ја поздравија одлуката на владата да го одбие барањето на Euromax Resources за добивање дозвола за експлоатација на бакар и злато на планината Огрежден кај Ловица. Бараа да се раскине и договорот за концесија, а сериозно да се размислува и од земање на втората концесија. Митко Ристоманов од Здрава Котлина тврди дека дотогаш блокадите ќе бидат ставени во мирување, но ќе има патроли за да не се работи на концесискиот простор. Ние повеќе нема да блокираме просторот горе на падените на планината Огрежден, меѓутоа ќе имаме наши патроли, наши луѓе кои ќе бидат таму во случај пак ако се активира нешто да действуваме. Сепак треба да знаеме дека има уште една концесија важечка до 28 јануари 2020 година. Не веруваме дека во толку краток рок тие ќе успеат да ги пребрат сите потребни елаборати, документации за да поднесат ново барање за експлоатација, така да ќе бидеме будни и ќе се очекаме уште 15 дена официјално да ја видиме таа одлука. Поради недоставена комплетна документација, владата вчера констатираше дека се исполнети законските услови и донесе одлука да го одбие барањето на Euromax Resources да добие дозвола за експлоатација на руда кај Ловица. Соопштија дека по жалбениот рок од 15 дена ќе го раскинат и договорот за концесија. Исполнети законските услови за донесување на решение за одбивање на барањето, за издавање на дозвола за експлоатација на минерална суровина, бакар и злато на локалитетот Иловица од страна на компанијата Euromax. На вчерашната седница не е разговарано за евентуалните штети, бидејќи рокот за жалба кој треба да, ако компанијата планира да поднесе, трае 15 дена. По завршување на рокот на жалба, тогаш владата на Република Северна Македонија ќе донесе конечна одлука за раскин на договорот. Од компанијата Euromax, засега без коментар по владината вчерашна одлука. Се уште официјално не сме ја добиле одлуката на владата и се воздржуваме од било какви коментари, информира од компанијата Euromax Resources. Повеќе од 2 години трае протестите на активистите против рудникот и Ловица во Струмичко, на кои постојано бара од државните институции да се раскине договорот и да не се отвара рудник во најземјоделскиот регион во државата.